lyrics here just beats the vibe. A squeaky duck and a cow collide. Boing boing goes the truckling sound. Bass drops hit them, flip it around. Cops and hawks and a cat meows twice. A robot voice says, oh that's nice. Wub 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 like a washing machine. This track's the weirdest thing you've seen. Laser stops and a fart for flair. A monkey scream pops out of nowhere. You hear a kazoo, then a random cheer. It's chaos, but it slaps my dear. И добре дојдовте повтор на каналот кај Bad Teacher Crypto и денеска сакам да зборуваме за техничкиот дел на Биткоин. Како што можеме да видиме, веќе го формира Day Cycle тука и полека се приближуваме до Half Cycle. Доколку погледнеме и ги зброиме деновите тука, можеме да забележиме дека 60 дена ќе имаме на 28 октомври 2025 година. Ово ќе го местиме малку. А Half Cycle Low би требало да се случи тука некаде околу 30 септември. И се би сакал да споделам една вест која што излезе на 9 септември 2025 година, а тоа е формирање на Crypto Futures на Биткоин и на Етериум, кои што ќе се формираат на 10 ноември. И како што можеме да забележиме, зошто е тоа битно, доколку се навратиме назад во историјата на Биткоин, можеме да погледнеме кои вести го одбележаат тоа движење на цената. Погледнете, имаме Micro Futures Launch, имаме ETF Launch. Тоа се случуваше во 2021 година, доколку се навратиме уште назад, имаме формирање на CME Future Launch и Bitcoin Futures Launch. И зошто го спомнувам ова? Само погледнете кога овие информации излегле на пазарот и биле објавени токму на врвот на циклусот на Биткоин. Тоа се случувало во 2017-18 година тука и ова го имаме во 2021 година. И што имаме сега? На 10 ноември имаме планирање за да се лансираат фьючерс за Биткоин и Етериум. А што значи ова? Можеме на кратко да погледнеме и тука имаме лансирање на фьючерс, односно на Chicago Exchange, најголемата берза за деривати во свет. И фьючерс тоа се договори со кој што можеме да купиме или продадеме нешто во иднина од денешна цена. И кога се лансирале овие фьючерси, тоа значи дека институцијските инвеститори може легално и регулирано да на некој начин се кладат на цената на Биткоин. Потоа имаме формирање на Bitcoin Futures Launch, каде што уште една најголема менувачница, Chicago Board Options Exchange, се приклучува на ова. Имаме Bitcoin Futures повторно и имаме Mini Futures, кои што се пуштаат во 2021 година, каде што секој контракт е 1:10 биткоини, а не 5 биткоини како обичниот. Имаме лансирање на ETF, односно Exchange Traded Fund, каде што фондот не купува директно биткоини, туку купува Bitcoin Futures. И тука во 2021 беше пуштен тој Bitcoin ETF и сега имаме план за лансирање на фьючерс на Биткоин и Етериум на 10 ноември, и тоа специјален тип на фьючерс без истекнување на договорите, наместо на 1 месец, 3 месеци и слично. И тоа го очекуваме да се случи на 10 ноември. Зошто е тоа битно? Погледнете само колку овие вести се поклопуваат со нашиот циклус, односно со Day Cycle Slow. Како што можеме да погледнеме тука, доколку имаме продолжување на циклусот, би имале уште 60 дена bull market, и доколку тоа го обележиме, тоа би се случувало на 28 декември оваа година. Но за да се случи тоа, првично треба да формираме по големо ниво
од претходното тука можеме да имаме движење на цената тука, повторно во Health Cycle Low, придвижување цената надоле и продолжување нагоре, доколку планот е овој врв да се формира подоцна, доколку останеме во нормалниот биткоин циклус, по некое правило ова би требало да биде left translated, кое што би можело да заврши исто така над врвот и потоа да се придвижиме надолу или пак тука да добиеме една манипулација или да заврши без манипулација со формирање на пониско ниво од ова и да продолжи во следниот day cycle low, може би имале failed day cycle low, каде што тука официјално би имале формирање на врвот на биткоин, а тука индикаторите ни покажуваат дека би требале да се ресетира сентиментот. Погледнете на дневно ниво сме на горните нивоа на ова зелена линија, каде што би требало да се придвижиме надоле. Исто така и MACD е бел денеска, доколку погледнеме на неделно ниво, можеме да забележиме дека овој индикатор се уште се ресетира и се повеќе се одлечуваат овие линии една од друга, а тоа значи дека формираме можеби потенцијално движење надоле, кое што било уште поголемо, а ова да биде само манипулација за ликвидирање на позициите тука, но тоа не можеме да го знаеме додека не го видиме. И сега, доколку погледнеме USDT доминација, погледнете. Имаме пробивање на цената и ретест. Доколку е ова ретест тука, од технички аспект гледано, ова е само забавување пред продолжување нагоре, а што се случува кога USDT доминанс ќе продолжи нагоре? Тоа можеме да го покажеме на биткоин чартот. Погледнете. Што се случува? Имаме bear market. Кога USDT доминанс продолжува нагоре, погледнете што имаме за биткоин, имаме bear market, што значи дека луѓето го повлекуваат свој капитал и го чуваат во USDT и затоа ја добиваме таа доминација. И ова се би можело да продолжи до следната тренд линија тука, можеби да ја пробие, или пак првично би имале мало одбивање тука и потоа продолжување нагоре. Така да, доколку погледнеме уште и USDC доминацијата, можеме да видиме дека таа веќе полека, но сигурно формира свој тренд кој што е во нагорна насока. Доколку погледнеме на неделно ниво, можеме да забележиме дека веројатно ова спремно да експлодира нагоре. Тоа значи дека големи се шанси дека формираме и врв за биткоин. Да го погледнеме и Етериум малку. Етериум уште е тука на својата тренд линија. Имаме пробив на претходниот all-time high малку, но цената повторно се врати и уште сме во овој обсек тука. Дали ќе продолжи нагоре, ќе видиме што ќе се случи. А сега да обрнеме внимание малку на алткоините. Погледнете, помислам дека се случува тука. Доколку го гледаме ова на макро чарт, можеме да погледнеме дека ова е 1, 2, 3, 4, 5. Ова е првиот бран од макро трендот на алткоин, кој што верувам дека е така, бидејќи ова е само почетокот на движењето на овие алткоини кои што голем број од нив се појавија во 2019 година и верувам дека ќе бидат многу корисни во следниот период што ни доаѓа. И доколку погледнеме тука, ова е А, Б, С корекција, која што веќе имаме, и што верувам дека следно правиме, можеби е ова само првиот дел од третиот бран на овој
чарт, доколку погледнеме, само момент, имаме 1, 2, можеби 3, 4, 5. Можеби ова е само корекција А, Б, С, доколку имаме таква корекција тука А, Б, С, ова секој може да пробие малку тука и повторно се да се врати тука или пак да се вратиме во овој дел. Тука и потоа да го имаме оној ред бран во трети бран кој што има едно огромно движење нагоре и погледнете доколку забележиме тука каде е овој период, овој триаголник кога ќе се исполни околу 75-80%, кој би требало да се оствари тогаш. Погледнете ја годината само. Кога овој триаголник би се исполнил, имаме декември, ноември 2026 година. Дали цената ќе биде тука, дали цената ќе биде тука, не е битно, но нешто што е многу важно е да го забележиме тоа дека би се случило во 2026 година, каде што ви довеле повторно, можеби едно вакво огромно движење нагоре. Доколку и погледнеме и другите алткоини, Injective, можеме да погледнеме дека се формира ending diagonal триаголник. Тоа би требало да резултира со повторно можеби пат на цената, тука и можеби некое пробивање и полека акумулација на ова добро тука. И рендер да го погледнеме, рендер исто така, верувам дека ова е едно големо движење со оваа корекција ABC и повторна веројатно акумулација во следниот bear market, каде што цената би можела да се наоѓа во овој опсег тука. Optimus веќе пробива технички аспект, ова гледано, ова е веќе пробив и би требало да се движиме нагоре, но бидејќи индикаторите, погледнете, индикаторите се на највисоко можно ниво. Доколку погледнеме дот немаше скоро никакво движење во bull market и можно е ова да е акумулација пред големо движење кое што верувам дека ќе следува во 2026 година. А Фед има состанок за 3 дена и можеме да погледнеме дека 93% можеме да забележиме дека ќе имаме rate cuts и секогаш кога овој индикатор бил повеќе од 85%, ова се исполнувало, доколку пред состанокот немаме огромно намалување на овој индикатор, што барем до сега никогаш не се случило, би требало да имаме еден rate cut и претходно им кажано, доколку овие rate cut се во намалување на економијата, значи дека може да бидат бериш, но доколку се во нормализација би имале bull движење, но како што видовме во претходните видеа дека имаме големи шанси, односно 95% дека веќе сме во рецесија, така да затоа очекуваме дистрибуција на биткоин, а тоа ни го кажува и 4 годишниот циклус кој што е програмиран во самиот биткоин, така да имаме многу фактори да веруваме дека можеби врвот веќе е постигнат, но останува само да видиме потврди кои што се надевам дека ќе ги добиеме во следните месец-два. А доколку не сте, субскрајбете се на мојот канал. Верувам дека вакви информации нема да најдете на секој канал, барем во Македонија. Така да се гледаме во следното видео. Поздрави, чао, чао. Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? Mining dreams with a pickaxe app. Electric bill gave my